Највисокиот државен акт, Уставот на Република Македонија, во својот член 68 му дава обврска на Собранието на Република Македонија да врши надзор и контрола над сите вршители на јавни функции кои се одговорни пред Собранието на Република Македонија. Таа надлежност на Собранието никој ниту може, ниту смее да ја оспори или суспендира. Во исто време, законот за ова обвинителство во својот член 7 став 1 јасно и недвосмислено вели, цитирам: јавниот обвинител, се мисли на господјата Катица Јанева, ќе биде одговорен за неговата работа пред Собранието на Република Македонија. Тоа е членот 7 од законот според кој што работи ова јавно обвинителство. И Уставот и законот се јасни. Катица Јанева е одговорна пред Собранието на Република Македонија. Тука нема и не смее да има никаква дилема. Почитувани присутни, господјата Јанева е јавен функционер и не треба, не може и не смее да се става над Уставот, над законот и над Собранието на Република Македонија. Не ја разбираме потребата на господја Катица Јанева да не дојде на седницата на Комисијата за политички систем и јавно, транспарентно, демократски, пред сите пратеници и пред представниците на медиумите да даде образложение за својата работа. Транспарентност мора да има. Отчетност мора да има. Демократска контрола, предвидена со Уставот и законот, исто така мора да има. Никој во Република Македонија не може и не смее да се става себе си над Уставот и законот. За ваша информација, јавните обвинители Марко Зврлевски и Љупчо Шврговски редовно присуствувале на седници на Собранието на Република Македонија и давале одговори на пратенички прашања. Председателите на Советот на јавни обвинители Костадин Кизов и Петар Аневски редовно присуствувале на седници на Собранието и поднесувале извештај за работата на институцијата со која што раководат. Председателите на Републичкиот судски совет секогаш се одзивале на поканите и дискутирале со пратениците на седници на Собранието на Република Македонија. Народниот правобранител Иџет Мемети секогаш е присутен на седница на Собрание кога разгледуваме извештај за неговата работа. Во ниту еден материјален закон не е напишана, како за првачиња, обврска да бидат лично присутни пред Собранието за сите овие и многу други јавни функционери, но никој досега не се обидел да го прекрши Уставот на Република Македонија. Сите доаѓаат кога се поканети и одговараат за својата работа пред Собранието на Република Македонија како највисок дом на оваа држава. Нивното присуство тука се подразбира. Почитувани присутни, нема исклучок и не смее да има исклучок. Ова собрание е единствениот орган кој е надлежен да води контрола над сите овие институции. Доколку господјата Катица Јанева или председателите на Советот на јавни обвинители, на Републичкиот судски совет, јавниот обвинител, народниот правобранител и други вршители на вакви функции не одговараат пред Собранието и преку своите извештаи или во форма и одговори на пратенички прашања, во оваа држава ќе настане самоволие и ќе настане кршење на основните принципи на владење на правото и правна држава. Почитувани присутни, зборуваме за основните елементи, зборуваме за темелните елементи на поредокот во оваа држава. Жалам што СДСМ е адвокат на господјата Катица Јанева и се обидува да го оправда нејзиното недоаѓање на седница на оваа комисија. Заради потврда на информациите, сакам да ви известам дека и за денешната и за вчерашната седница во понеделникот е испратена уредна покана до господја Јанева за што постојат и докази. Неточни се тврдењата дека не добила покана. Исто така, за утрешната седница ќе добие писмена покана. Комисијата за политички систем, но и сите други комисии и работни тела, кога разгледуваат било каков материјал, мора да држат седница исклучиво во присуство на подносителот на материјалот. Тоа секогаш се почитувало и се барало од страна на сите пратеници, и од позицијата и од опозицијата. Исто така,
без разлика на која партија и припаѓаат. Присуството никогаш не било доведено во прашање. Дозволете ми да ви информирам дека седницата на комисијата ќе продолжи утре, среда, во 13 часот. Господја Јанева има уставна и законска обврска да биде присутна на таа седница. На сите ви благодарам што слушавте она што требаше и треба да биде кажано на оваа пресконференција. Повелете како представници на седмата сила со вашите прашања. Повелете. Се надевам дека ќе дојде затоа што треба да дојде согласно уставот и законите на оваа држава. Повелете. Се разидуваат изјавите вашите и на специјално правителство, ние да ја видиме таа покана. Од друга страна, дали ќе го повикате и господинот Сврлевски, како што тоа го бара и СДС? Значи, апсолутно поканите можете да ги погледнете, ќе ги видите саботи за јавна работа. Значи, ако 50 пратеници и вчера и денес разбрале седницата, биле поканети за седницата, дошле за седницата. Ако 50 новинари заедно со сниматели, дописници дошле на седницата, тогаш апсолутно е јасно дека поканата е упатена, дека едноставно имаме заобиколување и газење на уставниот поребок и на Собранието на Република Македонија како највисок законодавен дом на оваа држава. А што мислите, зашто не доаѓа? Треба неа да ја прашате.